Добро вечер. Стартува уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Емисија која се емитува во вторник со почеток во 19 часот. Што представува магнетната резонанца? На кои принципи работи и како се изведува прегледот? На овие прашања одговор бараме од нашата вечерашна гостинка, доктор Магдалена Поповска-Цветкова, радиолог од специјалната болница Филип II. Пред да ја поздравам нашата гостинка, јас, почитувани, ве поканувам, доколку имате интерес за некои прашања поврзани со магнетната резонанца, да се јавите на 043-230-690. Докторке, добре дојдовте во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Добро вечер. Благодарам на поканата. Така, ќе говориме за магнетната резонанца. Тоа е релативно нова технологија. Што представува истата? Магнетната резонанца е една современа имиджинг метода која работи на принципот на магнетизација на водородните иони од човековото тело. Со една реченица кажано, станува збор за техника кај што не се користат јонизирачките зраци, како кај компјутерот и рентгенот, кој работи на принцип на магнетизација, значи сосема безбедна метода во однос на поле на заштита од зрачење. Така. Една кратка историја кога започна да се применува, каде се применува? Значи, зачетоците за откривањето на магнетното поле на употребата на водородните атоми е многу одамна. Уште да кажеме, Никола Тесла почнал со некои истражувања и испитувања, но употребата за скенирање на човековото тело е од 80-тите години. Со тоа што најпрвен е почнато со скенирање на мозокот, како единствено дел од телото кај што се употребувало, и се понатаму се проширува, така да денес во најново време наоѓа примена буквално за цело тело со магнетна резонанца и исто така да се прави пренатална диагностика, значи на плодот додека е во мајката. Така. Многу често го среќаваме овој термин магнетна резонанца. Зошто се прави истата? Значи, како што кажав, станува збор за софистицирана метода која помага да се откријат одредени состојби кои не можеме со класичните методи да ги откриеме. Промени кои со рентген зраци, со ултразвук, со компјутер не може да се откријат или не може да се издиференцираат. Со магнетната резонанца, кај најголем број од нив, ние добиваме дефинитивна диагноза. Конкретно, магнетната резонанца е златен стандард за правилна, односно евалуација прецизна на промените во мозокот, да кажеме, кој што со компјутер ние го гледаме основното дека станува збор за некоја промена, но за до диференцирање го користиме магнетот. Потоа кога зборуваме за магнетна коскина зглобови, лигаментарна структура, мекоткивна структура, магнетот е златен стандард за евалуација на проблемите со тие структури. Значи би зборувале во понатамошниот разговор подетално за секоја област. Така. Како изгледа апаратот и на кои принципи работи? Значи, магнетната резонанца, како што кажав, магнетизација на водородните иони. Значи, тоа е една просторија која е изолирана со олово и потребно, кога ќе се внесе пациентот, имаме магнетот е еден цилиндар. Така, имаме и да, може да ги погледнеме, значи тоа станува апаратот. Ова е тој цилиндар во кој се внесува пациентот. Дали ќе се внесе со главата или со нозете први, зависи од регијата која треба да ја снимаме. Во случајот ова што се прикажува е за приказ на магнет на мозокот со најновите диагностички модалитети, дифузија за приказ. Ова се приказ, значи, на влакната, значи, во мозокот, која е многу битно, спектроскоп, DTI се нарекува техниката, Diffusion Tensor Imaging, и со тоа се прикажува снопот на влакната и е многу корисно при диагностика на тумори предоперативна, за да се знае, значи, кој пат, дали е избуткан, дали е пресечен и операторот да знае што може да се оштети и на што да внимава. Така. Како се изведува прегледот на магнетна резонанца? Дали е потребна некаква подготовка за пациентот? Па зависи од која регија ќе се снима. Најпрвен што треба да кажеме подготовка на пациентот. Да носи лесна облека, треба да извади накид затоа што се влегува во магнетно поле. Не треба да се носи, значи, накид. Кај жени маскари, значи од шминка, пожелно е да нема затоа што дава артефакти.
мобилни телефони треба да се извадат или кредитни картички затоа што не смее тоа да се внесува. Значи, кога ќе дојде пациентот, техничарот го припрема, ги објаснува сите нешта што треба да се извади пред да влезе, а исто така има одредени контраиндикации за кои исто ќе ги напомениме, ќе проговориме подосна, а посебна припрема доколку се снима регија кој што како што да кажеме абдомен или мала карлица, потребно е претходниот ден лесна храна или доколку се дава контраст, не треба пациентот 2 часа до 3 пред прегледот да внесува храна. Ако се дава анестезија и течност, значи се зависи од регијата и индикацијата за магнетот, па пациентот кога ќе се јави да го закаже прегледот, според тоа му објаснуваме дали е потребно или не е потребна подготовка. Така. Какво е чувството при преглед на магнетна резонанца? Значи, сепак би кажала индивидуално секој како ќе го доживее. А магнетот, како негативна страна, ако може да кажеме, е бучавата која предизвикува, но денешниот магнет, посебно можам да кажам кај нас во болница Филип II имаме магнет од 1,5 Тесла, кој што освен што дава висока резолуција, е намалена, значи, на минимум сведена бучавоста. Цилиндарот ни е со поголем обем, значи пациенти кои се клаустрофобични, со тоа што е поголем цилиндарот, го немаат тоа чувство на несигурност во просторот. Исто така се дава, значи просторијата е така опремена за да се пријатна музика, погледот, значи она некое небо, за да се овозможи една пријатна атмосфера. Сега постојат пациенти кои имаат страф дали од самиот резултат од прегледот или пак клаустрофобичноста. Кај такви пациенти постои можност, доколку на вистина е потребно да се изведе прегледот, а не може да го издржи, да се направи преглед со анестезија. Дали е тоа исто така можно? Да. Преглед на магнетна резонанца со значи кај дечиња за да бидат мирни, е на некој начин и задолжително за да го направиме како што е потребно прегледот, да го добиеме потребниот квалитет. Но имаме и возрастни пациенти кои мора да го направат прегледот, а се толку исплашени, не може да издржат и самите бараат, со тоа што го применуваме, како што кажав претходно, подготовка за анестезија. Претходно со преглед во анестезиолошка амбуланта, дали може пациентот и секако на гладен жеден за да се даде анестезијата. Така да, значи, им овозможуваме комфори на пациентите кои мислат дека никогаш нема да може да го направат магнетот самостојно без помош на анестезија. Така. Од вашето лично искуство, на кои се делови од телото најчесто се прави магнетна резонанца? Значи, најмногу магнет на мозок. За диагностицирање од мозочни тумори, до мозочни удари, до крварења во мозок. Потоа магнет на рабетен столб. Во денешно време проблем скоро на секој втор човек е проблем со дискус хернија. Најдобар модалитет за диагностицирање на тие дискус хернија е магнетната резонанца, каде што можеме да видиме на кое ниво е, дали притиска на корени на нерви, дали има оштетување на рабетниот мозок, сето тоа ни овозможува. Од мускулоскелетот, златен стандард е преглед магнет на колено, кој е многу често од најмале, значи дечиња, па се до возрастни проблеми со лигаменти, руптура на тетиви, на менискуси, што е многу исто чест проблем, така да најмногу, значи, тоа се употреба, но сепак би кажала нема дел од телото кој не може да се сними и немаме фреквенција на пациенти. Така. Рековме дека постојат пациенти кои што се клаустрофобични. Дали можеби се плашат од самиот тесен простор или па можеби се плашат од самиот резултат кој што ќе произлезе од самиот преглед? Ги имаме и двете групи. Така. Имаме пациенти кои го имаат тој страф од тој тесен простор. Во таква ситуација најчесто самите барати го правиме, како што споменавме, со анестезија, а пациенти кои се плашат ради резултатот, значи претходно ги повикуваме со лекарот, со техничарот, значи ќе позборуваме малку околу очекуваното како се изведува прегледот. Техничарот ќе исто припреми, така да на тој начин успеваме да го изведеме прегледот како што е потребно. Така. Магнетна резонанца кај посебни групации, например доилки или пак трудници, има ли разлика? Значи, магнетната резонанца
немаме строга контраиндикација кај трудници, но поради принципот на работа не се препорачува во првите 12 недели, а за понатаму се прави консултација со гинекологот да се види која е предноста од правењето на магнетот и негативната страна. Зошто го правиме тоа? Затоа што магнетот работи на принцип на магнетизација на водородните иони. Нашево тело во најголем процент е составено од вода. Кога ќе се внесе човекот во магнетот, значи сите водородни атоми кои ги имаме, а имаме доста, се магнетизираат. Исто така, трудница, значи плодот се наоѓа во таа плодова вода. Да. Значи се магнетизира. Не се утврдени некои штетни ефекти со маломилион студии кои се направени, но од сите е препорачано првите 12 недели не, а понатаму во зависност од користа на прегледот во консултација со гинекологот. За доилки не постои контраиндикација, затоа што значи апсолутно нема ништо штета по доењето ако се направи магнетна резонанца. Тука веројатно не станува збори за малите деца, нема никакви Значи проблеми. нема, реков, магнетот не работи на принцип на ионизирачко зрачење. Значи единствено проблем со малите дечиња е за да бидат мирни е потребно, понекогаш родителите имаат страв кога ќе им се каже треба анестезија. Им делува страшно, но анестезијата се дава само за да може да се изведе прегледот, а инаку не постои штета за детево од магнетната резонанца што ќе направиле. Исто така, не постои штета ако се направи магнет, значи 1, 2, 3 магнета или се направи сега за недела дена друг, затоа што немаме зрачење и апсолутно немаме ограничување за разлика ако нели се прават рентген па ќе се каже пауза да се направи од рентгенот од компјутерот, кај магнетот не постои тоа. Така. При испитување на мозокот со магнетна резонанца ги среќаваме термините перфузија и дифузија. Што е перфузија, што е дифузија? Тоа се понови диагностички модалитети кои ни помагаат во диагностицирање на некои акутни состојби. Што е дифузијата? Дифузијата е еден посебен модалитет кој го употребуваме кај пациенти со мозочен удар. За разлика од компјутерот, кој што можеме промените да ги видиме по 3 до 4 дена од настанатиот мозочен удар, со магнетот може да се види после 1 ден, значи 24 часа. Но, ако го потребиме дифузијата, можеме и 1 час по настанатиот мозочен удар ние да го утврдиме проблемот, да видиме локацијата каде настанал мозочниот удар. Зошто е битно тоа? Затоа што ако навремено се открие со дифузијата, ткивото кој што е оштетено е реверзибилно оштетено. Што значи тоа? Ако веднаш се направи реваскуларизација со терапија, значи се даде соодветна антитромболитична терапија, може да не дојде до трајно оштетување на ткивото. Значи да можеме нешто да задржиме се уште здраво. А перфузијата што представува? Модалитет кој се надоврзува на дифузијата, за кој користиме контрастно средство. Што правиме со дифузија и перфузија? Значи, не правиме дифузијата, гледаме кој е местото кај што настанал мозочниот удар. Со перфузијата и дифузијата правиме една мисмеч, го нарекуваме тоа, и утврдуваме кој дел од оштетеното ткиво е трајно оштетено, а кое може да се реваскуларизира. Пенумбра ткиво го нарекуваме ние. И на тој начин, значи, помагаме на пациентите да имаат помали последици од настанатиот мозочен удар, доколку се открие во првите неколку часа. Така. Дали забните импланти представуваат проблем за магнетната резонанца? Во принцип не. Затоа што би споменала сега кои се контраиндикациите за магнетна резонанца. Значи, пациенти кои никако не смеат да влезат во магнетна резонанца се пациенти со пейсмейкер. Затоа што, значи, би дошло до прекин на работата и дефинитивна смрт на пациентот. Потоа не смеат да Ке ве прекинам, докторки, извинете, имаме гледач на линија, да дадеме предност на гледачот. Добро вечер, за кого? Добро вечер, Петре на телефон. Вака сега се вклучи во емисијата, поздрав до гостите, поздрав до вас. Благодариме. Нешто во врска со магнетна резонанца. Так. Треба да правам на 14 во Штип. Меѓутоа имам оперирано 2 вештачки колка. Така. Смета ли тоа нешто или? Повелете, докторки, благодарам за јавувањето и за прашањето. Прашање, значи, вештачките колкови е многу битно да имате потврда од ортопедот кој ги ставил, дали се антимагнетни. Во денешно време
се ставаат најчесто титаниум и може да се прави магнетна резонанца. Но ако се ставани претходно, во самото отпусно писмо би требало да пишува, ако не треба да го контактирате ортопедот кој ги ставал, за да ви издаде документ дека може да се влегува во магнет. Порано во минатото пациенти со вештачки колкови не смеја затоа што колковите беа магнетни, би настанало проблем. Така да мора да направите консултација со ортопедот доколку во отпусното писмо не пишува дека можете слободно дека се антимагнет. Така, јас се надевам дека гледачот е задоволен со одговорот од нашата гостинка и да продолжиме околу пейсмейкерот, рековте. Да, како контраиндикација е пейсмейкерот, а потоа како контраиндикации, но имаме апсолутни и релативни контраиндикации за влегување. Ушни импланти се сметаат за контраиндикации за да се внесе во магнетна резонанца. Потоа, механички валвули во денешно време се антимагнетни, но потребно е да поминат период барем од се смета 3 до 6 месеци, за да пациентот, после тоа не имаме случаи кои што правиме, но чекаме извесен период да помине, без разлика што пишува, дека не спаѓа во апсолутна релативна контраиндикација, но по тој период може слободно да се прави магнетната резонанца. Пирсовите тетоважи се во зависност како се изработени се сметаат, вештачките колкови или пациенти кои што имаат шрапнели метални повреди некои, исто така се смета за контраиндикации, но не е апсолутна, туку е релативно, што значи тоа. Доколку се во одредена регија, во која не е директно насочено магнетното поле, се прави претходно проценка дали пациентот може или не може. Затоа зборуваме за релативна контраиндикација за магнетна резонанца. Дали стентовите исто тука спаѓаат како... Не, стентовите не се контраиндикација. Апсолутно пациенти со стентови можеме и им правиме магнетна резонанца затоа што се изработени од материјал со кој слободно во минатото, кога почнали изработката на стентовите, биле контраиндикација, на во денешно време се апсолутно безбедни за пациенти, со тоа што го запазуваме моментот да не е веднаш поставањето на стентот за да може да се сепак вгради тој стент во човекот. Колку современата апаратура придонесува за прецизно дијагностицирање на болестите? Па имаме големи придобивки од оваа современа апаратура, затоа што со магнетната резонанца, конкретно, ние правиме додиференцирање на одредени промени и носат големи придонеси во одлуката на третманот. Конкретно, например, кога зборуваме за тумори на мозок, за да знаеме степенот на малигнитет, со магнетната резонанца добиваме дефинитивна дијагноза. Потоа, кај магнетна карциноми на утерус, да кажеме, кај жените, со тој предоперативен стейджинг, кој секаде во светот, па сега и кај нас веќе станува задолжително да се прави, се утврдува степенот на туморот и дали е потребно оперативен третман или е потребно некој од неадјувентните терапии, за да можеме да постигнеме. Тука би сакала да ја споменам и магнетот на дојка, како една поновна дијагностичка метода, која ни дава многу предности. Зошто? Се избегнува кај млади пациентки кои имаат фамилиарна предиспозиција, се носители на тој БРКА ген кој е доста сега познат, го имаат, наместо да се изложуваат во помладата возраст на мамографски прегледи, каде што првин имаме зрачење, непотребно. Друго, кај млада пациентка имаме густа дојка. Не би имале некоја голема дијагностичка вредност од мамографијата, со магнетот можеме да видиме и најмали промени, а со тоа и психичкиот мир на пациентката е голема придобивка, затоа што кога има фамилиарна предиспозиција, живеат во некој немир, магнетот ќе им помогне. Потоа кај пациентки кои веќе се оперирани, за да се види, останато мал дел од дојката, кој што со другите модалитети не може да добиеме јасен приказ. Со магнетот добиваме да се види ако имаме на повеќе локации во истата дојка. Магнетот е најдобра метода за да можеме да ги видиме сите тие. Каква е разликата за магнетна дојка помеѓу мамограф и магнетна резонанца на дојка? Која е разликата? Првин рековме магнетот работи на принцип на магнетизација на водородни иони, немаме зрачење, мамографијата имаме зрачење. Мамографијата е метода која што се применува најчесто
според сите стандарди кај пациентки после 40-та година, ради тоа што потребно е дојката да имаме добар цртеж на мамографијата. За да имаме добар цртеж, да не е многу густа дојката. Кај млади девојки е густа. Значи, имаме тука непотребно во случај само ако имаме јасен тумор на или ептен на ултразвук сомнение, препорачуваме мамографија, но магнетот ќе ни даде поточна дијагноза, побезбедна и побезболна. Така да, предностите на магнетот се и во однос на утврдување на околината, лимфни јазли во пазуви. Многу поголема дијагностичка важност и прецизност имаме со магнетната резонанца отколку со мамографијата. Не би сакала да бидам погрешно сватена дека ја прескокнувам. Точно така. Идеме по редот на нештата. Кај млади пациентки со ултразвук на 6 до 12 месеци во зависност дали имаме или немаме промени во дојката, мамографијата се препорачува на 2 години, а кај оперирани пациентки на година. Но во одредени случаи, каде што имаме тешки дојки, и не може да се додиференцираат промените, магнет или како што спомнав, млади пациентки, пациентки со импланти, силикони. Значи, мамографијата многу тешко да се изведе, може да се руптурира, не може добар приказ да се добие на структурата на останатиот дел од дојката и самиот имплант, дали е во ред или е руптуриран. Со магнетната резонанца ние би добиле одлични резултати. Тоа значи дека силиконите не представуваат никаков проблем за да се направи магнетна резонанца. Напротив, златен стандард за Така. силиконите е магнетната резонанца. Така. Ова е можеби врвот во достигнувањата на радиологијата, магнетната резонанца. Но доколку нема потреба да се прави магнетна резонанца, кои се оние методи кои што, да речеме, рентген снимки или што е она што претходно може да се направи за да не мора да доаѓаат луѓето на магнетна резонанца? Па, зависи од регијата, значи радиологијата, методи со кои се служиме е ултразвукот, рентген дијагностиката, компјутерот и како нели последна технологија магнетната резонанца. Најчесто кај пациенти се почнува, споруваме ако имаат некои проблеми со абдоминални органи, со ултразвук на абдоминалните органи, ултразвук на црн дроб, жолчно кесе. Например, имаме пациенти кај што на ултразвук калкулоза во жолчно кесо, камења во жолчна кеса, многу чест проблем. Значи, основна метода за утврдување не е ултразвукот. Понатаму компјутерската томографија не е метода за утврдување на околина, но има случаи кај што ако не се значи од органски карактер конкрементите, ние не можеме да ги видиме ниту со компјутер, ниту со ултразвук, но сме имале пациент кај што кај магнет полно жолчно кесе, со магнетната резонанца сме успеале, значи затоа реков е метода за додиференцирање, не би рекла последна, но она современа за промени кои не може да ги видиме со овие основни дијагностички модалитети со кои стартуваме, затоа што не би било во ред да стартуваме, еве да кажеме, за болка во стомак, директно со магнетна резонанца. Би стартувале така, со ултразвук, би стартувале со ултразвук најпрвен, доколку имаме некое сомнение, нејасноти во наодот, се продолжува во зависност од одлуката на докторот дали со компјутерска томографија или магнетна резонанца. Кај млади пациенти, за да се избегне потребата на ионизирачко зрачење, веднаш преминуваме на магнетна резонанца, зашто би ги изложувале на зрачење, иако со најновата апаратура, мора да споменам, значи зрачната доза е сведена на минимум. Еве, во Филип Турин имаме компјутерска томографија 256 слайсен, кај што за 70% дозата на зрачење е намалена од претходните компјутери што се употребувале. Така, да. И што се употребуваат, се уште за жал некад. Така. Колкав е бројот на пациентите на дневна база кои што вие правите рентген или ултразвук или па еве магнетна резонанца? Па, морам да кажам, можеби за среќа или на болнициве, но за жал на пациентиве, бројкиве се доста големи. Живееме во едно време изложени на стрес, кај што во многу случаеви, бегајки од реалноста, ја би кажала, луѓето се соочуваат со некој и психолошка болка, а и реално проблемот, така да
бројките се големи и за жал многу случајни наоди, кај што пациентот доаѓа да снима една регија, предноста е нешто што го правиме ние без разлика ако доаѓа да сниме, значи пациентот едно, направиме една поширока дијагностика затоа што многу случајно ќе снимаме како доаѓа за крвни садови, ние ќе откриеме тумор на мозок или ќе откриеме тумор на бели дробови. Така. Така да во ова денешно време се почести се лошите работи. Така. Во секој случај, болницата Филип II располага со врвна технологија. Колку сте вие задоволни од тоа, да речеме, колку трае еден преглед на магнетна резонанција или оние други не? Значи, да почнеме од рентген дијагностиката. Рентген дијагностиката е една метода која што кратко, значи она би кажала во минути трае снимањето. Сосема безболна метода, а за разлика од рентгенот, компјутерската томографија е метода која што најчесто употребуваме контрастно средство. Самото снимање трае неколку секунди, но имаме подготовка на пациентиве. Што значи тоа? Не го споменавме, значи, во контраст, затоа што не е контраиндикација, но давањето на контрастно средство. Контрастот се излачува преку бубрезите. Затоа во припрема на пациентите мора секогаш да знаеме дали пациентот има проблеми со бубрези, некоја бубрежна инсуфициенција или отстранет бубрек. Во тој случај, значи, да знаеме хидратација на пациентот поголема, посебна припрема. Пациенти кои се со дијабет, во зависност од типот на терапијата, имаме исто така, се напоменува, значи треба да го кажат пред самото снимање и претходниот ден, терапијата дали треба да се продолжи или треба еден или два дена пред и после прегледот да се прекине. Значи, така да прегледот компјутерска томографија е краток во секунди, значи, самото снимање ни трае 15 секунди. Ако потребно, например, за компјутер на абдомен снимаме мултифазно, што го нарекуваме ние, посебни фази за да дојдеме до подобра дијагностика, во тој случај пациентот и 10 минути би се задржал во апаратот. Сега обработката и резултатите нормално дека мора да почекаат, затоа што имаме мал милион слики. Магнетната резонанца е метода која што е подолга, затоа што се прават посебни секвенции и кај најосновните прегледи трае минимум 10 до 15 минути. Имаме прегледи кај што, например, магнет дојка трае 45 минути до саат време, магнет срце. Така, тоа е сакав конкретно да ве прашам за срцето и кардиолошките проблеми. Значи, сега почнувам срцево, за сега се работи на компјутерска томографија со приказ, значи, за да се видат аномалии на срцето и на крвните садови на срцето. Сега почнуваме да го воведуваме и методата на магнетна резонанца за анализа на срцето, затоа што е сепак нова метода која што и во светски рамки се уште, пак би кажала, некој почетно ниво се користи, но самиот преглед трае од 45 минути до саат време. Така. Сега да се навратиме на резултатите. За колку време ги добиваме резултатите од овие сите испитувања? Се зависи од типот на прегледот. За рентгените не повеќе од половина до 1 час. За компјутерот и магнетот зависи од регијата на снимање и од сериозноста на дијагнозата. Постојат нешта кои би кажал за саат до 2 можеме, но има проблематика која мора наредниот ден, некогаш и до 2, но не е никогаш повеќе конкретно за магнетна резонанца од 2 дена. Компјутерот, ако не е истиот ден на наредниот ден, а магнетот во нашата установа барем, ако не е истиот ден во зависност реков од патологијата, наредниот до максимум 2 дена во зависност од тоа. Така. Што е она што вие би го препорачале до пациентите кои што еве ќе треба да прават било какви испитувања, дали магнетна резонанца или било кое друго испитување? Како треба да се однесуваат? Значи, најпрво што би сакала препорачам да добро да се информираат. Секогаш пред преглед да се јават, да мислат и прашањата едноставни или не знам безазлезни дека да се постават, затоа што и информацијата многу е битно пациентот, мисли некоја работа која ќе се јави за преглед, не е битно да ја кажам.
Многу е битно затоа што менува и типот на прегледот и подготовката за прегледот. Како што кажав, кај на пациентот се јавува, закажува, не постои листа на чекање, но пожелно е да се јави барем еден ден претходно, за да можеме да му кажеме ако имаме посебна подготовка според типот на прегледот, да го спремиме, затоа што не е само да се направи прегледот, треба да го направиме квалитетно, а за квалитетно направен преглед треба подготовка и соработка од пациентот. Така, каква е праксата еве со пациентите конкретно? Дали имате доволно разбирање од нив и дали они сваќаат што им кажувате, дека тоа се што треба да кажат е подобро за нив? Па, кога ќе им се објасни, нормално секој ќе свати што како. Сега, има случаеви кога пациентиве одат од државно у приватно, од приватно до приватно. Во тој случај не ги кажуваат информациите, сакајќи да добијат едно, две или три мислења. Така да го почитуваме и тој нивни став, затоа што имаме многу често случаеви на второ мислење, на трето мислење кои што ќе дојдат пациентиве. Така да изборот е на пациентот, правото е негово, но секогаш му се напоменува дека некои информации се битни за да ние дојдеме до правилна дијагноза, не дека ќе дојде до копирање, ние едни со други се копираме, Јас. но е потребно за да имаме точна дијагноза. Рековте дека за магнетна резонанца не постои ограничување, може да се прави во текот на неделата, може би и 2 пати и 3 пати и нема никакви проблеми. Меѓутоа со другите испитувања, на колку време треба да се, например, рентгенот? На колку време треба да се Знаете прави и како? кога се прави, колку пауза се прави помеѓу еден и Многу друг? е битно индикацијата за рентгенот. Секогаш ги гледаме предностите и значи бенефитот од самото снимање. Доколку станува збор за некоја состојба која треба да се следи, во тој случај ние не гледаме колку пати пациентот ќе го снимиме и дозата него е битно за да видиме дали делува терапија. Дали имаме, например, пациенти со пнеумонија или пациенти со некој пнеумоторакс, дали настанала добра дренажа, ресорбирање на промената. Во тој случај, кај такви пациенти на интензивна нега, еве ако земете и на клиника и сето тоа им се прави и секој ден, но тоа се сосема други состојби. Пациенти кои си прават, еве, затоа што не сум направил рентген, да кажеме, барем нека направат пауза најмалку 6 месеци за да направат контролно. Така да секогаш зависи од причината за снимањето. Кај ултразвукот има ли? Ултразвукот е метода Ограничување. кај што немаме ограничувања, значи работи на база на пиезоелектричен ефект кристали, значи сосема безазлезно во однос на немаме зраци, затоа и кај трудниците нели може да го прават колку пати сакаат. Така да ултразвукот е метода која може да се прави секој ден, иако нема потребно. Так. Еве пациентки кои што се со дојка, ултразвук на дојка. Доколку имаат промени на дојките кои треба да се следат, им препорачуваме на некои на 2 до 3 месеци да се прави. Или исто, дојката, кажуваме дека девојки веќе од 16-17 година понатаму еднаш годишно треба да прават ултразвук, затоа што појава на цисти, појава на фиброаденоми е баш промени кои се јавуваат во младичка популација. Така. Така да значи е апсолутно безбедна метода да се прави почесто и воопшто мислам самата метода е безбедна. Дали е покрената свеста кај пациентите, еве конкретно кај младите луѓе, конкретно кај девојките, за да прават такви испитувања чисто заради себе? Па мислам да со кампањите сега што се прават и подигнување на свеста за тој само преглед, кој постојано кога ќе се дојде на преглед со ултразвук, го потенцираме дека секоја жена треба еднаш месечно, значи во периодот по завршувањето или првите денови од циклус, значи тие првите 10 дена да го прави тој само преглед, за ако напипа нешто да се јави на времено на лекара, ако некој што кажавме на година дена да прави ултразвук, така да сметам дека во однос на нашата област да работиме ултразвук на дојки, да, веројатно и кога би зборували со гинеколозите би го добили истиот одговор дека веќе младите не постои табу тема, не постои страв и срам од преглед. Така. Постои ли некое прашање кое што не го начнавме вечерва, а се однесува на магнетната резонанца? Гледате, магнетната резонанца е една широка област, значи ако зборуваме посебно за секој систем,
Така да сигурно постои, но јас се потрудив генерално да објасниме што значи магнетната резонанца, затоа што многу луѓе мислат дека се работи на принципот на ионизирачко зрачење, па се плашат да не се озрачат или не знам што, како така да мислам тоа да го разјаснивме. Потоа моментот со, што би рекле, они ставање во тој цилиндар Так. и стравот кај клаустрофобични пациенти, пациенти кои воопшто постои страв за влегување во таа цевка, затоа што не се работи со принцип за затворена цевка, него кажавме дека и напред и позади е отворена. Така да, значи, тој момент го споменавме и секако новите дијагностички модалитети кои веројатно меѓу луѓето не се уште доволно познати, кај што можеме да имаме големи предности. Еве ги споменавме, значи дифузијата и перфузијата. Јас тука би се надоврзала дека ние работиме и спектроскопија. Тоа е дијагностички модалитет кој не работи на принцип на формирање на слика, туку се анализираат метаболитите во телото. Зошто ни служи тоа? При диференцијална дијагноза, конкретно се работи кај во мозок, значи мозочни тумори, да дијагностицираме дали станува збор за тумор или станува збор за мозочни апцеси, што е многу битно ако постои некоја дијагностичка дилема. Потоа се употребува спектроскопијата кога работиме магнетна простата, кога се работи магнетна дојка, че исто така како нов дијагностички модалитет, како што идеше прескаво позади на она DTI како исто современа метода, каде што имаме анализирање на влакната во мозокот при дијагностицирање, односно предоперативна утврдување на третман на тумори, така да се тоа се модалитети кои се нови современи и кои ние ги користиме и се работи кај нас. Предоперативно, а после постоперативно, дали повторно се прави, нужно е или нема потреба? Се избор во договор со неврохирургот кој ги прави оперативни третмани. Сепак дали е потребно. Во принцип секогаш се прави контрола за да се види дали е комплетно отстраната по известно време да не постои рецидив, односно повторување на заболувањето. И така да секогаш се прави, но временскиот на размак кога ќе се направи контролата е во договор со клиничарот кој го прави оперативниот третман. Така. Докторка, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија и одвоихте од вашето време. Благодарам на поканата и се надевам дека разјаснивме некои прашања. Исто така и јас. Почитувани гледачи, тоа беше денешното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ви благодарам на вниманието. Нова средба ви закажувам за 7 дена.